една веќе започнатата дискусија, но веќе од страна на другата страна која што упфаќа оваа иницијатива, а е особено важна, а тоа е подготвеноста на институциите кои што веќе ги споминавте и вие и колешката Мираковска во однос на институционалниот капацитет, административниот капацитет кој што во центрите кои што треба да придонесат за заштита и превенција, а при тоа и да придонесат кон оваа иницијатива. Именно особено е значајно, како што спомена и колешката, ние како собрание навистина да пробаме во соработка со институциите, па дури би рекла и да алармираме, да се обрне во целост внимание на нивната подготвеност, заради тоа што овие регионални иницијативи навистина и тоа го бараат. Наша подготвеност како држава и наш придонес еднаков заедно со сите земји потписнички. Имено ние би требале навистина во наредниот период, а имајќи го предвид претходното искуство, и ве председател, и вие само го споминавте последниот случај, она што се случи во Реканскиот крај, навистина за жал сведочиме дека институциите не се доволно подготвени. Повторно ќе напоменам и од аспект на опрема, меѓутоа и од аспект на човечки ресурси во рамките на институциите. Имено не ви е потребно само возило, потребно ви е компетентно лице кое што ќе управува нели со тоа возило. Земам само наједноставен пример. Од тука сметам дека во навредниот период навистина како земја не само што ќе продолжиме да ги поддржуваме овие иницијативи, но ние како колеги претеници би треба и да алармираме, но и да помогнеме во заложбите за токму овие институции кои што се приклучуваат во спроведувањето на регионалните иницијативи, имено да навистина ги зајакнеме нивните капацитети. Јас повторно ќе кажам, тоа е пред се домашна работа, тоа е потребно за нас како граѓани, меѓутоа и за да бидеме достоен партнер во рамките на регионалните соработки, без оглед дали се тие билатерални или мултилатерални. Ви благодарам многу. Благодарам многу.